Координативното тело за заштита на интелектуалната собственост кој работи при владата на Република Македонија денеска во Кочани спроведе акција по претходна најава за повреда на авторските права и сродните права во 5 кабловски телевизии. Беа контролирани кабловските телевизии кои работат на територијата на општина Кочани, при што се одземени 11 ресивери, а инспекторите против собствениците ќе поднесат кривични пријави. Имено овие кабловски телевизии од Советот за радиодифузија немаат соодветни дозволи за реемитување на странска програма. Овие активности се редовни наши во делот на согласно нашиот акционен план на координативното тело, кој ги имаме 4 месечно. Денешната наша акција е овде во градот Кочани, кај што по пристигнатите пријави во делот на повреда на интелектуалната собственост, односно поточно во делот на авторските права и сродните права, по пристигнатите пријави во организација и учество на сите институции кои учествуваат во координативното тело, денеска предметни беа на контрола 5 кабловски оператори во градот Кочани, кои што има повреда на интелектуалната собственост, односно реимитуваат програми кои што не имаат од страна на Советот за радиодифузија претходно ги имаат исконтролирано и видовме дека тие работат надзор од законските прописи во Република Македонија. Во сите овие 5 Астра, Филаделфија, ГИФ, РИС и Телекабел, одземени се 11 ресивери и од страна на инспекторите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Исто така, денешната наша акција беше насочена кон 3 геодетски друштва, кои што широм Република Македонија веќе минатиот пат бевме во Кавадарци, во Велес и еве денес сме во Кочани, кај што се претресени исто 3 правни геодетски друштва, меѓутоа сите ти имаат лиценциран софтвер. Инаку Костов најави дека контролите ќе продолжат и понатаму и ќе бидат насочени во делот на нелиценцирани софтвери во здравствените домови и центри и нивните сметководствени оделенија. Инспекторите денеска работеле и во општините Делчево и Берово.